Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на Супер Звезда. Веднашка покрај мене стои нашиот нов денешен гостин. Здраво за Вера Калин. Верче, добре дојде во Супер Звезда. Добро ве најдов. Како си ми? Одлично, супер. Имавме убав разговор пред да започне нашето интервју. Се надевам дека дел од таа магија ќе ја внесеме и во ова наше интервју. Се надевам и јас. Денеска нашите најмлади гледачи ќе бидат запознаени со она што ти го работиш, една убава и прекрасна професија, се бави со нешто навистина возвишено и благородно, да кажеме збор како што почна ти да работиш во твојот живот. Јас сум писател. Се уште ми е така тешко да се наречам писател, ама луѓето така велат. После 2 издадени книги, мислам дека дефинитивно можам да се дефинирам како писател, како автор и раскажувам приказни. Сметам дека нашите животи се изградени од приказни, така што ми е многу мило што избрав таа професија. Кажи ми веќе колку време се бавиш со пишувањето? Па да речеме целиот живот, ама професионално на сцената сум 2 години. Така, имаш и многу успеси. Неодамна, односно за минатата година те прогласија за најчитан автор во Република Македонија. Така да многу повеќе ќе кажеме почитувани гледачи во нашата емисија. Ова нека биде само вовед за нашата денешна емисија. Останете со нас, се враќаме во програма со нашата денешна гостинка Вера Калин за неколку минути. Бидете тука. За оние кои малку подоцна се вклучија, денеска почитувани гледачи во Супер Звезда специјален и ексклузивен гостин е нашата млада и современа писателка Вера Калин. Верче, добре ми дојде, како си? Добро ве најдов. Супер, одлично. Ете, супер. Сега ќе може да започнеме веќе нашиот разговор, да ги информираме дечињата за она што ти најдобро го работиш, значи за пишувањето книги. Се надевам дека многумина од оние кои што не гледаат и имаат желба да прават нешто како тебе, што да го работат она што го работиш ти. Па ајде да го откриеме патот како се станува писател. Ќе се вратиме ли сега најнапред многу порано да видиме твоите корени, од каде тргнаа, значи кога ти првпат започна да се интересираш воопшто за литературата, за книжевноста, за пишувањето? Мислам дека тоа беше од како памтам за себе си, но да речеме дека поактивно се заинтересирав кога почнав да одам на училиште. Мислам дека е многу важно во откривањето на тој еден свет на литературата, многу се важни професорите, учителите. Имав среќа да имам многу добра учителка уште кога почнав да одам на училиште, која што да речеме дека го забележа тој мој талент за кој што јас не знаев се уште дека е талент. И уште од тогаш се сеќавам дека одвај ги чекав часовите по македонски, писмените работи, сите тие пишувања кои што ги имавме во читанките и сето тоа. Така што мислам дека тоа почна тогаш. Сега понатаму како јас се развивав како личност, почна да се развива и мојата страст кон тоа. И бидејќи сум човек што се откажува од се ми е интересно и така беше и во детството. Почнував да си играм со една играчка, оставав и почнував со друга. Понатаму така беше и со секој хоби кое што ќе го најдев. Ама пишувањето остана она кое што ме следи до ден денес и претпоставувам дека така се препознава страста. Едноставно не може да ја оставите. Читаш ли книги како малечка? Читав многу. Мајка ми читаше многу бајки, басни, нели сите оние сликовници. Дедо ми пишуваше. Не знаев што пишува тогаш, затоа што бев мала и не знаев баш толку добро да читам. Ама сега пред некој време најдов некој негов како дневник со исечоци од пишувања и баш забележав дека учествувал на еден конкурс на кој што јас добив награда и таму беше многу мило. И дедо ми многу пати ми раскажуваше дел од неговите приказни, така што веројатно и тоа што растев окружена со приказни ми помогна јас да си го истрасирам тој пат нели до ова што сум сега. Пишуваше состави како мала по македонски јазик, имаше петка секогаш? Секогаш имав петка, пишував и за други деца. А и за други деца, значи. Ама не знаев тогаш да наплаќам, требаше, но сега веќе ќе имав пари многу. Да. Кога се родија така твоите први пишани творби? Не знам, бев трето или четврто така нешто. Имавме задача да напишеме расказ, како така, краток расказ за Вардар. И се сеќавам дека тој ми беше пофален и тоа ми беше така една многу мила пофалба. Ама допред некој време никој не веруваше дека тоа е нешто повеќе од хоби, дека јас тоа ќе го правам. Дури ни моите дома сите мислеа дека е уште еден мој каприц, дека јас така ќе си го правам тоа во слободно време, а ќе си имам друга професија.
Ама ете на сите им докажав дека не е тоа така. Од мала ли го засака пишувањето или сметаше дека ќе станеш нешто друго кога ќе пораснеш? Се сеќавам дека уште од мала сака да бидам или водителка или писател. Еве сум сега пред камера како писател. А и како соговорник во мојата емисија, може би во следното некој издание ќе бидам јас твој соговорник во твојата емисија. Можеби, кој знае. Не е лошо и тоа да се случи, веќе едната желба ти е исполнета, супер. Да, од секогаш се сеќавам дека се ишкртав во тетратките и постојано бев со книга или со тетратка. Ми кажуваат моите дека уште од мала кога сум била сум фатила пенкало и наместо да го грицкам или нешто да правам сум почнала да чкртам по лист. Не знам, можеби е нешто со кое што човек се раѓа, можеби е нешто кое што човек го засакува, не би знаела да кажам. Денеска освен што пишуваш, сакам да те прашам, читаш ли исто така? Да, читам многу. Заспиваш со книгата навечер? Заспивам со книгата. Не, зависи од приказната. Ако е приказната возбудлива, не можам да заспиам со книгата. Ако не е, знам да заспиам. Читам различни дела, порано го следев многу пазарот да видам што се продава околу светот и сето тоа. Сега се запишав на книжевност и општо уште од пред некое време претходно, кога сериозно решив да се занимавам со ова, решив да ги читам сите оние дела кои што ставаат белек. Не се тоа само класиците, туку секоја година излегуваат и нови дела кои што од врвни писатели. Не би можела да ти кажам сега во моментов на кого се угледувам, затоа што ги има премногу и не би било фер, мислам дека затоа што немам прочитано се. Здравје за 50 години, кога ќе имам ново исчитано, ќе знам да кажам што е навистина добро. Така, ти благодарам. Ајде да го кажеме сега твојот животен пат, откако го заврши основното образование, понатаму продолжи во Корчагин. Да, во Корчагин се запишав во средно. Тоа беше во времето јас кога учев општа гимназија, се уште претходно беше математичка. Покрај пишувањето сакав многу и математиката, така што тука бев малку така, ама сепак пишувањето си ја доби мојата целосна посветеност. Во тоа се запишав на економски факултет, на e-бизнес и сега се запишав на книжевност. Значи покрај едниот завршен, сега запиша веќе втор, се најде себе си во книжевност. Се најдов себе си во книжевност, решив да се дообразувам и освен тоа факултетот нуди многу можности за шетање и откривање на нови култури. И јас тоа го дознав дури во последните години на првиот факултет. Реков еве сега имам втора шанса, уште 4 години за да шетам наоколу низ светот, затоа што како студент имате многу можности кои што инаку не би ги имале, почнувајќи од време па и до многу бенефиции кога патувате. Важно ли е образованието, а поготово високото образование за еден човек кој што сака да се бави со оваа ваша професија? Не е важно. Важно е затоа што факултетот нуди одредена можност да покажете својата одговорност. Имате испити кои што треба да ги спремате и нели да учите секојдневно и сето тоа. А пишувањето е своја на свој начин одговорност затоа што треба да се прави постојано и секојдневно. Доколку сакате да завршите некое дело. Ама од друга страна, за дали помага во тоа што вие го пишувате, не мора да значи, затоа што секој може да се создаде сопствена лектира и да го прави тоа настрана од образованието. Да се чита книги, реално преку читањето најмногу се учи како да се пишува. Сега тука да го поставам прашањето, сакам колку е пресуден и важен талентот? Па не знам. Не знам. Мислам дека има луѓе кои што од секогаш постоеле две гледишта, баш тоа сега учиме на книжевност. Едното гледиште било дека пишаниот збор, поезијата и општо прозата доаѓаат од музите или од нека вдахновеност, нека инспирација. А другото гледиште било дека тоа е нешто што може да се научи, е вештина како секоја друга. Мислам дека талентот помага, дефинитивно, ама доколку се остане на талентот, тука ќе бидете некаде кај просекот, а од друга страна пак оние кои што немаат талент, а сакаат да работат, можат исто така да стигнат до просекот. Ама за да стигнете до нешто врвно, мислам дека мора да ги имате и двете, и посветеност и талентот. Јас ти благодарам. Сега е убаво време да направиме на кратка пауза, да одмориме ние, да одморат и нашите гледачи, а почитувани гледачи, со мојата денешна гостинка се враќаме во разговор за неколку минути. Во меѓувреме бидете тука. Почитувани гледачи, се враќаме во разговор со Вера Калин, младиот современ писател, кој што започна да пишува пред само неколку години и еве веќе 2016 година доби награда за најчитан автор. За најчитан автор, јас ти честитам и ти посакувам уште многу вакви награди. Твоите претходници се некои повозрасни писатели, вака ти си прво од младите кои што го скрши мразот. Па
Да речеме дека е тоа така, ама тоа е затоа што до пред некое време младите, иако пишува, немаше многу доверба дека може да напишат нешто посериозно за кое што би се заинтересирала и постарата читателска публика. Јас од друга страна што од сам почеток ги наменувам книгите за така 30 плюс. Така што не знам до што се должеше тоа, ама верувам дека луѓето го препознаа мојот ентузијазам со кој што јас ова го правам, така што. Еве и првата книга. Веднаш до неја се наоѓа и твојата втора книга. Првата е Бездомникот со златен часовник. Ова е, значи, еден прекрасен роман кој што ти кога почна да го пишуваш, На Верче? 16 години. Бев средно и сите мислеа што ќе прават со животот и сите сакавме да излегуваме и да не мислиме. Дел од нас не сака ни да мислат за утре. А јас тогаш решив да пишувам и сите мислеа дека е некоја шега моја така. И дека ќе се откажам кај да е, ама ете, конечно после 5 години работа ја направив мојата промоција и сите кои што знаеа дека го пишувам дојдоа на промоцијата и тоа беше едно прекрасно искуство. Така, тешко ли беше да се роди оваа прва книга? Тешко беше, да. Затоа што не знаев што правам, првенствено не се познавав себе си, не знаев што сакам да кажам. Приказната тргна од едно место, заврши на сосема друго. Тргна од една детска визија, заврши во книга за возраст, како книга за возрастни. Така што тешко беше затоа што се обидував не само да се пронајдам и себе си, мојот процес на пишување, имаше многу преправки, многу фрлани страници, над 400-500 страници беа отидоа во ветер и така. Но на крајот некако го склопив. Сега останува мојот страв за како ќе го направам тоа пак. Да. Како успеа да стапиш во контакт со издавачката куќа? Ти ги побара нив, тие те побараат тебе? Ги побарав јас нив. Постојат луѓе кои што самиот издавач ги бара, ако се веќе присутни на социјалните медиуми и сето тоа. Јас не бев многу експонирана, немав ни направено моја страница, не споделував делови затоа што сепак кога е роман не може една реченица да го долови сето она кое што сакате да го кажете. А социјалните медиуми, општо интернетот бара нешто кратко и концизно. Така што отидов јас кај издавачот, ме примија со голем ентузијазам, веднаш се договоривме да издадеме книгава, ми дадоа неверојатна поддршка и така и почнавме да го остваруваме мојот сон и многу им благодараме во ова прилика на Клуб Матица. И општо сега многу млади решаваат да издаваат, издавачите се тука за нив. Тоа ме радува затоа што се повеќе и повеќе македонската литература и општо македонските писатели, млади или постари, се во центарот на вниманието на читателите и тоа е многу убаво. Еве сега и втората книга, значи Ловци на светолки, Да. која е издадена пред неполни 6-7 месеци. Да. Ја издадов како мост до следниот роман, некое премостување за да не се чека толку многу, затоа што за роман е потребно многу повеќе време да се напише. Ова беа дел веќе готови раскази, дел наменски напишани за оваа книга. И така се надевав дека ќе покажам преку овие ликови дека луѓето можат да ја најдат среќата и надежта и покрај околностите што ги обкружуваат, без разлика дали пречките се во нивните животи, во општеството што ги обкружува или било како. Верче, освен наградата за најчитан автор за 2016 година, имаш освојувано и други награди. За кои поточно станува збор? Така да. Првата моја награда не ми беше најпрва награда, ама да речеме прва од национално значење беше наградата за краток расказ на Нова Македонија 2013 година. Следната година ја добив Живко Чинго исто за краток расказ и тие два раскази се наоѓаат во мојата нова книга. И тогаш успеав да опипам дека читателите го сакаат мојот начин на пишување затоа што тоа беа објавени раскази понатаму во јавноста. И тогаш бев веќе сигурна дека романот ќе помине. Сега за втората книга да заживее помеѓу сите читатели е потребно првата да спласне, а се уште е првата тука во преден план. Така што се надевам дека за некое време и втората ќе си го доживее нели својот подам како и првата. Јас ти посакувам уште многу награди, уште многу успех, да нарадуваш и понатаму со вакви убави книги и убави дела. Ајде сега да поразговараме малку за следното. Во поглед што се однесува до првата книга, Бездомникот со златен часовник, таа веќе е преведена на бугарски јазик, така? Да. Се надевам дека понатаму ќе биде преведувана на уште многу јазици. Ја. Тешко ли е да се најде издавачка куќа во друга земја која што ќе преведе вашата книга? Сето тоа зависи од околностите. Секогаш велам дека општествената реалност, нашата општествена реалност е дека тоа е тешко и дека ние живееме во мала земја, чисто јазик го зборуваат многу малку луѓе, немаме, да речеме, професионалци од таа област, како уредници или консултанти за приказни или агенти и така натаму.
но од друга страна индивидуалната ваша реалност не мора да е таква. Така што јас преводот го добив лесно, испадна така да отидам во Бугарија да го потпишам веднаш договорот. Самиот тој превод се повлече некои други бенефиции, како тоа веќе да се заинтересираат и други земји. Така што не знам, зависи од ситуацијата, зависи од времето што ќе го погодите, зависи од моментот и зависи од луѓето кои што се тука да ви помогнат. Јас имам среќа да запознавам постојано некои луѓе кои што сакаат да ми помогнат да го изодам тој пат. Веројатно гледаат колку сакам јас самата да го изодам тој пат. Така што за мене сето тоа одеше лесно, ќе видиме како ќе биде понатаму. Книгата неодамна излезе во Бугарија. Се уште немам информации како поминува кај бугарската читателска публика, ама во меѓувреме работам на тоа да ја расширам во другите земји. Наскоро ќе го дознаеме и тоа, можда да стигне и некоја награда од таму, се надевам. Кој знае? Сега вака дечињата и нивните родители ќе ги интересира. Како е да се пишува книга? Дали ова лесна или тешка работа? Треба ли човек да се фокусира, да се концентрира, да мисли многу? Пред малку кажи, имам безброј фрлени страници, значи кои не влегле во книгата. Значи треба ли многу посветеност, да? И самиот ти имаш обидено, па знаеш. Си имам, да, навистина, јас кога бев мал сакав да пишувам и до ден денеска пишувам убави состави, убави раскази, но никогаш не сум успел сето тоа да го строчам во книга. Еве, за тоа сакам да поразговараме малку како тебе ти успеа. Требаше ли многу труд, треба ли многу посветеност за да се напише еден роман? Ева, како не треба. Мислам сепак е години работа, дури и да биде тоа во пократок период. Тоа е нешто што мора да се прави секојдневно и постојано и навистина интензивно. Проблемот е тоа што не знам кој точно го има тоа кажано, ама велат дека разликата помеѓу реалноста и фикцијата е тоа што приказните мораат да имаат смисла, а реалноста не секогаш има смисла. И тешко е да се долови таа смисла, затоа што во текот на пишувањето ни сите тие години кои што поминувате, ја губите и својата првична идеја и првичниот развој кој што сте го планирале за ликовите, па мора да се навраќате назад и сето тоа да го склопите повторно, без дупки, во нешто уверливо за читателите. Тешко е да се пишува, особено кога се работи за долги форми. Во кратките форми потешко е да се најде начин да се срочи сето она што сака писателот да го каже во многу помал простор. Но временски тоа одзема многу пократко време, затоа и мојата втора книга одма, мислам, јас ја заврши веднаш, што се вели може да се седне месец дена да се напише збирка раскази, затоа што секој расказ е индивидуален. Од друга страна, кога се работи за роман, мора да внимавате. Па дали во оваа сцена ликот вака изреагирал, дали после тоа истото, нели, следствено мора сето тоа да се биде како што треба. Така што треба труд и посветеност како и за секоја друга работа. За да се биде добар, треба во се да се биде внесен целосно. Во кој дел од денот, Вера, пишуваш, ти кажи ми, сакаш наутро да го правиш, пладнечки или приквечер, например? Кога вака кај тебе се отвора инспирацијата за пишување? Па јас не пишувам под влијание на инспирација. Инспирација кај мене доаѓа многу ретко и особено најчесто доаѓа кога јас веќе ќе седнам да пишувам, па после 2-3 часа ќе ми текне леле оваа таа реченица што сакав да ја кажам. И многу писатели така пишуваат. Има уште еден цитат. Вели, инспирацијата треба да ве најде работејќи. Така што не ја чекам инспирацијата, пишувам кога ќе најдам слободно време. Еве денеска не успеав да пишувам Сабајлева, ќе пишувам навечер, утре можеби тоа ќе биде поинаку. Имам одреден број на зборови или пак одреден дел од книгата кој што треба да се заврши и се обидувам тој да го завршам во зададениот ден. За да може нели сето тоа да оди побрзо, инаку би траело бесконечно толку. Ајде открием уште една тајна. Порано се пишувало со перо, нели на хартија, со мастило, подоцна со пенкало, па некој пишува на компјутер, денеска и на мобилен телефон. Кога и каде, како пишуваш ти? Порано пишував на рака, затоа што некако така мислите може да се средат, бидејќи пишувањето на рака е многу поспоро, така што мислата може целосно да се срочи во главата пред да се пренесе на хартија. И освен тоа брешењето не е толку лесно, така што мора човек да внимава на тоа. Ама како што поминува времето, пишувам се повеќе на компјутер, на лаптоп. Пред се затоа што се обидувам, сватив дека не е целта да напишам правилната реченица, ако таа реченица подоцна биде избришана и не ми треба во приказната. Така што се обидувам што е можно побрзо да ги ставам мислите на хартија, да ја средам приказната, првата верзија на приказната, потоа да видам каде се наоѓам, да избришам 100-200 страници, да ми останат 50 и од таму повторно да почнем. И така. Јас ти благодарам и за овој дел од нашето интервју. Почитувани гледачи, сега ќе направиме повторно кратка пауза, во разговор со мојот денешен соговорник се враќаме за неколку минути. Бидете тука.
Почитувани гледачи, се враќаме во разговор со мојот денешен гостин, за оние кои малку подоцна се вклучија. Младиот современ писател Вера Калин, денеска специјален ексклузивен гостин во Супер Звезда. До сега си имавме прекрасен разговор. Се надеваме така и ќе продолжиме до крај. Ајде сега за сите оние кои што ни гледаат да откриеме на кое ниво е Македонија според тебе, Вера, во споредба со останатите земји околу нас или со светската литература. Дали сме понапред, поназад, некаде во средина, каде сме ние? Нормално дека сме поназад поради тоа што сме мала земја, има помал избор на писатели пред се. Веќе споменав, недостигаат професионалци од типот на уредници или луѓе кои што ќе работат со вас на приказната. Тоа е генерално најголемиот проблем со кој што се соочуваме. Затоа што откако ќе напишеме ние книгата, нема кој да ја прочита. Мислам, ја читаат, ама не е тоа такво читање каде што веќе промени писателот прави. За пред да излезе нели во издавачката куќа, пред да излезе во јавноста, да се направат сите тие промени со објективен читател кој што е професионалец во таа работа. Од друга страна, во светот на една книга работат по 20 на луѓе. Има луѓе кои што кога ќе запнете ви кажуваат каде треба да оди понатаму приказната, кои сцени ви се послаби, кои ви се посилни, доколку диалогот не ви чини, има некој кој што ќе ви го кажа тоа и така натаму. Па дури и до зборовите, дали користите премногу придавки, дали користите премногу прилози и така натаму. За жал тука сме оставени сами на себе и е нормално што ние не можеме со сите сили да се бориме со таа светска издавачка индустрија. Но од друга страна имаме многу квалитетни автори. Сега единствен проблем кој што јас тука го сретнувам е тоа што кај нас постои затвореност кога се работи за одредени жанрови. Затоа што имаме или целосна комерцијала или имаме дела кои што се за да речеме начитани и пообразовани читатели. Немаме нешто измеѓу, доколку сакам сега денов да ми помина така, сум била изморена денеска и сакам да прочитам само приказна, не сакам многу да размислувам, немам што да земам за тоа да го направам. Во последно време се јавуваат повеќе жанрови, ама сепак не недостигаат трилери, не недостигаат крими романи, па дури и љубовни романи. Така што се надевам дека ќе се развие во една индустрија каде што ќе може да се најде се. Не е целта да бидеме ние само најдобрите, да имаме само литературно вредни дела, целта да имаме од се по нешто затоа што има читатели за се и би требало да се задоволат сите вкусови, зашто некој да чита нешто странско кога може да земе книга од македонски писател. Со текот на времето со новите генерации темите стануваат посовремени и тоа многу ме радува. А и ете така, има се повеќе луѓе кои што се решаваат да создадат некои тест групи пред издавањето, па да видат што нели тие неколку читатели мислат, па да ја сменат својата книга и така натаму. Ќе биде подобро, сигурна сум дека ќе биде подобро. Сакам да поразговараме малку за следно. Живееме во еден специфичен свет. Овие современите технологии ги врзуваат децата најчесто пред таблети, пред компјутери, пред интернет. Мислам дека сето тоа повеќе ги оддалечува од книгите. И сметам дека сето тоа е погрешно. Го делиш ли моето мислење и сметаш ли дека децата треба повеќе да читаат? И зошто е корисно и убаво да читаат книги? Да, нормално е дека мислам дека е подобро дека е многу важно да се чита, затоа што тоа пред се развива фантазијата, која што е потребна за се понатаму во животот. Нуди одредени лекции кои што не мора сами да ги научите вие преку сопствено животно искуство, не мора да правите грешки, можете да видите како некој лик прави одредени грешки. Главните морални вредности и етички вредности се состојат во сите книги. И книгите ни даваат еден поглед во историјата на размислувањето на луѓето, а историјата и корените се нешто што е многу важно за ние да се дефинираме. Така што важно е. Освен тоа, сметам дека сме родени да раскажуваме приказни, дури кога и да читаме приказни, да слушаме приказни, дури кога си раскажуваме како ми помина вчерашниот ден, тоа е одредена приказна. Не мислам дека може да живееме без тоа. Новото време носи одредена оддалеченост од книгите, ама мислам дека тоа е тука генерално затоа што ние не сме навикнати да ги издаваме книгите на интернет како електронска форма. А можеби во странство тоа и носи одредена друга можност да се читаат нели електронски. Секако нема нешто како книга врака, ама веќе кога гледаме дека не може да се бориме против времето кое што доаѓа, против технологијата, мислам дека е многу важно да ја искористиме во наша полза и да направиме книжевноста низ различни форми, достапна секому на секаков начин во секоја форма.
Сакам да те прашам, Вера, дали може да се живее од оваа професија? Сега за сега не може. Ако издавате во Македонија, тоа е така поради неколку причини. Прво има мал пазар, публиката е ограничена. Значи веќе кога ќе стигнете до некое четврто, пето издание, вашите примања од таа книга ќе се намалуваат затоа што се помалку и помалку луѓе има што ќе купат. Другиот проблем е тоа што треба долго време за да се напише друга книга за да ги обновите нели тие средства, тие примања. Јас ја имам таа среќа да заработувам од моето пишување и тоа мене ми дава одреден ме прави оптимистична за иднината затоа што досега и не се случувало толку многу луѓе да заработуваат од пишувањето и секогаш се велело дека пишувањето се прави од чисто од желба. Никогаш не мислев дека е тоа така и уште од сам почеток кога пристапив кон тоа да ја издадам книгата, знаев дека јас сакам да заработувам од тоа што го правам, нема потреба да работам друга работа за да ја плаќам мојата страст. Би сакала да заработувам од тоа што ми е страст. Но глобализацијата и она што ни го нуди нели технолошкиот напредок е можноста да се остварат контакти надвор од земјава. Има многу агенти, има многу издавачи кои што на кои што може да им пристапите преку имејл. Така што тука па можностите за заработка се шират. Ќе видиме како ќе биде во иднина. Јас уште сега сум во преговори со одредени странски издавачки куќи. Се надевам дека ќе излезе мојата книга. Друго е кога живеете тука, заработувате од странство е многу полесно. Се надевам дека ќе заработувам од ова во иднина. До сега ми оди добро, но јас сум студент, сепак живеам со моите, нели сето тоа се пари за мене. Еден ден се надевам дека ќе си ги плаќам и сметките со тие пари. Да се надеваме и нешто повеќе од само пари за сметка. Сега за крај сакам да те прашам, многу дечиња се надевам кои што не гледаат имаат желба, претпоставувам и талент за пишување, сепак некој ќе посака токму сега, можеби во текот на оваа емисија еден ден да биде тоа што си ти денеска. Имаш ли некоја порака за сите оние дечиња кои што не гледаат сега? Да, имам порака да не се откажувате зашто и во мене никој не веруваше на почетокот. Мислеа дека е нешто, нели, онака, одредена детска фантазија. И не секогаш професиите кои што изгледа дека се малку доходовни, се и вистина малку доходовни, секогаш постојат исклучоци. Ако некој не заработува тоа, не значи дека вие не можете да заработувате. Јас верувам дека доаѓаат подобри времиња и за креативноста, и за приказните, и за писателите од Македонија. Пред малку ти кажав дека мислам дека Балканот се повеќе станува интересна тема и за Запад. Така што мислам дека времето на македонските писатели допрва доаѓа. Се надеваме дека ти ќе бидеш предводник во таа ера. И драго ми е што беше специјален гостин денеска во Супер Звезда. Фала ти на поканата, многу ми беше драго. Јас уште кога те видов во други. Јас израснав со Супер Звезда. Благодарам. Кога те видов во некои други емисии, едноставно ми остави голем впечаток бидејќи си пример на човек кој што покажа дека доколку нешто се сработи како што треба, успехот е неминовен. Фала што беше денеска дел од ова наше денешно дружење. Фала на поканата. Почитувани гледачи, се надам дека уживавте во ова наше денешно интервју. Вера Калин, младиот и современ писател. Денешен гостин во Супер Звезда, тука мораме за жал да го завршиме ова нашето денешно дружење. Сакам да одјавам нашата денешна емисија. Ви посакувам се најубаво, бидете весели, срекни, слушајте ги мама, тато и читајте книги. Чао и пишувајте. Се гледаме за 7 дена од сега. Чао од мене, се гледаме во наредното издание. Пријатно и до гледање.